Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Билјана Ивановска, поранешна председателка на Антикорупцијската комисија или ДКСК, кратеницата, и веднаш најавата во вестите говореше за Златко Перински, нов директор на Фондот за здравство. И веднаш критики околу именувањето, односно дали ги исполнува условите, критериумите. Во Законот за здравствено осигурување, член 57 пропишува колку кредити треба да има, се работи за 240 кредити, но и високо образование од област на менеджмент, економски науки, финансии, бизнис администрација, менеджмент со јавно здравство, медицински или правни науки. Перински, според биографијата која е објавена официјално, дипломирал на факултет за физичка култура, се стекнал со титула дипломиран професор и тренер. На Универзитетот за туризам и менеджмент подоцна станува магистер. Менаџер на човечки ресурси е неговата титула, што не е спорно, но проблем е друго. Значи, овие кредити што треба да има соодветно образование. Така, повторно, во основа се јавува непочитување на законската регулатива, бидејќи со соодветниот закон, со матичниот закон, е предвидено како вид на образование е потребен, а од јавно достапните документи, односно од неговата биографија, гледаме тој со какво образование е стекнат, така што очигледно е дека не се почитува законот, односно се става човек со несоодветно образование. Оправдувањето дека позицијата е само за ВД директор, вршител на должност, не е соодветна, заради тоа што и ВД директорите треба да го имаат истото образование, истите квалификации како и директорите. Тоа е покрај, го споменавте во најавата, и законот за високите раководители, во кој што покрај повеќето работи кои што значат олабавување на критериуми, на компетенции и така натаму, една работа што е задржана е дека ВД директорите треба да ги исполнуваат истите услови како и директорите. Така што сметам дека со сите почит на господинот за неговата заложби, образование и така натаму, меѓутоа во конкретниот случај тоа е несоодветно. Да. Но тоа ништо не значи конечно. Зашто да не значи? Мислам дека па кога се именува, кога е веќе именуван, па може да се промени одлуката. Може да се промени. Видете, сите одлуки кои што ги донесува владата влијаат на незиниот имидж и авторитет. Така што сега незин избор е дали тоа ќе го промени или ќе го остави. И тоа ќе си има соодветно влијание. Се чека јавен оглас всушност и до тогаш е ВД директор. Без оглед на тоа. Без оглед на тоа. Значи тој треба да го има истото образование како што треба да го има и директорот, а тоа е пропишано, значи конкретно си е пропишано во законот. Нема тука што да се измислува или што да се толкува посебно. Тоа е тоа. И како вели владата? Сега да го слушнеме образложението на владата. Во следната фаза ќе биде спроведена постапка предвидена со закон, која се однесува на новиот закон за високи раководители. Сега гледате, во новиот закон за високи раководители, кој што неодамна се усвои на 26 јуни, содржани се некои промени кои што се прават разлика на овој закон и на оној закон истиот таков, кој што беше предложен на ЕНЕР. Значи, меѓу другото, една од клучните разлики е и токму во делот за потребното образование, каде што во новата варијанта на овој закон за високи раководители стои дека потребно е да има 7/7 високо образование. И избришани се тие делови од одредбите каде што стои образованието да е во согласност со дејноста која што се работи. Да. Значи, не може сега некој со електрофакултет да отиде во култура, например, и обратно, се карикирам глупости. Нема врска, меѓутоа сакам да кажам, значи треба да биде близок до дејноста што треба да ја раководи, да ја управува, да ја менаџира и така натаму. Значи тоа е една од слабостите на новата верзија усвоена во собранието и што се разликува од она претходната која што беше утврдена на ЕНЕР. Понатаму говорите за слабостите. Само да потенцирам за Перински што вели владата дека ќе се бира преку јавен оглас следниот
кадар кој ќе биде предложен сега во моментов е Веде Перински. Значи тие можеле да постават Веде кој што ќе биде од област. Да. Тоа е. Но инсистираат дека ќе се бира преку јавен оглас и сега можете да одите веднаш со слабостите околу законот за високи раководители, зашто постојат повторно големи критики и практично е многу полош од, како велите вие, предлозите кои претходно беа дадени. Видете, овој закон беше камче на сопнување со години. Значи секоја влада ветуваше дека ќе го донесе законот за висока раководна структура, сега еве го се вика за високи раководители, меѓутоа никако не може да се постигнат меѓупартиски договор како тоа да биде, бидејќи секој тргнуваше од некои своји афинитети, предиспозиции, желби и така натаму. Партиски пред се. Тоа е тоа, нормално. И затоа многу и тешко одеше. Сега таа, верзија која што беше ставена на ЕНЕР беше малку постегната и малку даваше ветување дека ќе се оди точно, дека малце професионалноста ќе биде по запазена, меѓутоа со овие измени, избриши ова, избриши тоа, веќе се остава простор за дискреционо партиско делување кое што ќе овозможи и луѓе со несоодветни компетенции да бидат на раководни функции. Сега, спомнав дека не се бара соодветно образование од областа, туку само високо образование. Понатаму, условите за работното искуство се намалуваат. Во првата верзија беа 7 години работно искуство, 5 години раководна позиција. Сега 5 години работно искуство, 2 години раководна позиција, па сега цените колку е тоа, дали е подобрување или не. Затоа што 2 години раководна позиција и 5 години, тоа е критериум кој што е лесно и остварлив. Лесно остварлив. И тој критериум не овозможува дека исклучиво професионалци ќе се јават. Понатаму, мандатот е зголемен, од 4 години на 5 години, ова се оправдува за да не се врзува со одредена политичка гарнитура. Меѓутоа, во претходната верзија имаше едно ограничување и стоеше дека именуваното лице може непрекинато да има 2 мандати. А тоа сега веќе избришено, што значи може, не знам, и 5 мандати да терат. Значи, што не е пропишано, остава простор, нели, за свое толкување. Понатаму, за постапката, околу постапката, нели, како ќе се објавува огласот и така натаму, избришена е обврската огласот да се објавува на страницата на агенција. Веб страницата. Што ја намалува транспарентноста и исто така избришена обврската да стои висината на платата. И тоа, нели, влијае на транспарентноста. Понатаму, околу рокот за пријавување. Во првата верзија имаше рокот за пријавување да трае 20 дена. Сега имаме промена од 7 до 20. Сега тоа 7 100% предпоставуваме, имајќи го во предвид искуството до сегашно годините што сме ги поминале, дека во тие 7 дена ќе се завршува се, дотолку повеќе што не е истакнато дали се тие работни денови или вкупно работни денови со се викенд. Понатамо, избришана одредбата дека комисијата при владата ќе се формира согласно деловникот. Значи, и тоа е една слабост. Понатамо, една од клучните работи е дека при објавување на одлуката избришана е обврската за да таа одлука го содржи деталното образложение врз основа на кое таа одлука се донесува. Зошто имено. Токму така, и имаше и уште нешто дека исто така нема да се објави извештајот за спроведената постапка и селекција. И образложението на извештајот на комисијата што повторно остава простор дека може дискреционо да се делува. Така што овие слабости оставаат сомнеш кај граѓаните дека повторно партиските пазарења и поделби на високите раководни позиции ќе продолжат, а тоа е многу штетно воопшто за државата, за институциите, за администрацијата, бидејќи ако начело на институцијата нема професионалец, тој нема да ги почитува професионалните кадри што постојат во таа институција. Ако тој поминал ако тој поминал така партиски, тогаш и другите вработени ќе си поминуваат така партиски и со тоа што правиме? Повторно се враќаме
на истите позиции и дури можеби и полошо, затоа што пред Европа ќе речеме, еве, ние донесовме закон за висока раководна. Но ќе има критики во извештајот секако на Европската комисија. Тие повеќе од нас знаат, мислам, детално ги читаат работите, точно законите. Добро, ајде околу, вие сте дел од независната сцена, политичка сцена. Така. И сега околу иницијативата се работи за 9 независни иницијативи, односно граѓански здруженија, кои бараат ништо повеќе, само фер и демократски изборен процес. Проблемот останува што главните политички партии, ние знаеме дека имаме бипартиска држава, само 2 партии кои владеат со децении, и на независните, кои прилично со огромен процент победија, ако вкупниот број го видиме, и го повеќе дури и од овие 2 големи политички партии. Кои се барањата, одиме едно по едно на независната сцена, независните здруженија, невладени здруженија, околу изборите. Имајќи предвид дека нагорен е трендот на освојување на гласови од едните од други локални избори, во едните локални избори, ако беа освоени 56.000 гласови, во последните беа освоени 58.000 гласови, што значи дека трендот оди во нагорна линија и дека ние, например, имаме освоено повеќе гласови од 2 политички партии, тоа се Знам и Левица, и представуваме на некој начин 5-та политичка сила во државата. Меѓутоа, нашите барања, што и јавно ги соопштивме во јавноста, ги доставивме до Министерството за правда како барања и како подготвен амандмански текст, за жал наидоа на едноставно игнорирање. И сметам дека е тоа нездраво однесување во општеството, заради тоа што едноставно се запоставуваат барањата на независни кандидати кои што имаат легитимитет во гласачкото тело. Значи, не знам зашто, знам зашто нели постои тој игнорантски однос, постои заради тоа што не им одговараат овие барања на големите политички партии. А не бараме ние кој знае што, бараме обични работи, не бараме привилегии, како што кажавте и вие, бараме само фер избори. Значи, бараме нормален број, потребен број на потписи. Значи, бројот на потписи не да биде со 1 потпис, со 2 потписа, тоа е обезвреднување на целиот процес, него да биде доволен, но не премногу, за да не го гуши процесот. Венецијанската комисија јасно укажува дека потписите можат да бидат услов за кандидатура, но не смеат да бидат прекумерна бариера. Ете токму тоа сакам да го потенцирам. Понатаму, начинот како се собираат потписите. Значи, потписите според постојната законска регулатива се собираат само во одделенијата на државната изборна единица, што сметаме дека е на некој начин и се врши притисок врз граѓаните, затоа што секој не сака да иде да се потпише, односно се плаши од последиците што понатаму може да го следат. Понатаму, барањето наместо 15 да биде 30 дена, мислам, што е страшно во тоа барање? Ништо не е страшно. Собирање на потписи. На собирањето на потписи. Не е ништо страшно, само го намалува притисокот. А се друго би си функционирало како што треба. Ве оневозможува и ги оневозможува граѓаните да вас соберете и вие и тие да се потпишат. Понатаму, тоа што многу ни пречи е дека на гласачкото ливче стои група избирачи. Го нема името на независната граѓанска иницијатива, по која што ние сме например, ние сме Шанса за центар. И сега зошто да стои група избирачи кога може да стои Шанса за центар? Цел центар знае за Шанса за центар, а не за да стои група избирачи, тоа веќе ни поматува водата. Па понатаму бројчето. Покажува страв кај големите владеачки. Јасно е тоа, се е јасно, Но мора да се изборите за ова право, за сите овие барања кои Токму така, токму затоа и нашата заложба и борба, сакам само уште неколку да споменам. Например, бројчето. Сега, ако имаме од иста граѓанска иницијатива и градоначалник и советничка листа, замислете, имаат тие различни бројчиња. И сега, кога ќе оди гласачот да гласа, кај што го нема името на иницијативата, уште дозгора има и различни бројчиња. И за кого ќе гласа? Па ние во минатите избори локални имавме 4 бројчиња. 2 за центар, 2 за град Скопје и тоа создава метеж кај граѓаните.
И така натаму редослед на гласачкото ливче, вие барате транспарентност, така е. Што сме ние помалку, да речеме, од партиите, кога и од политички партии имаме повеќе гласови освоено, што сме помалку да ждрепката да не биде, нели, како и за партиите. Па, исто така, едно од клучните барања е и начинот на финансирање. Значи, финансирањето да не се однесува на политичките партии, туку на учесниците во изборниот процес, што ја менува суштината. Заради тоа што постојното решение кажува, доколку освоите 1% од излезените граѓани, имате право на финансирање. Јас освоив како кандидат 20%, меѓутоа моето независно здружение не доби ни денар. Зошто? Затоа што се даваат пари на политички партии, а не на учесници во изборен процес. Еднаков пристап до медиумскиот простор. Исто така и тоа. Исто да. Затоа што знаете и вие дека ние бевме на некој начин осакатени, заради тоа што ниту имавме пари за да правиме реклами, кампања, ниту имавме можност во медиумскиот простор сите се трудеа нешто да направат, меѓутоа немаше здрави дебати да излеземе да си ги кажеме ставовите околу одредени прашања, проблеми што ја тиштат општината. Само еднашка имаше тука, одреден градоначалник, конкретно актуелниот, не дојде на таа дебата, на една не дојде, на друга дебата не знам што, на трета дебата беше скалесто, првиот 15 минути, вториот 15, третиот 15, сакам да кажам, граѓаните останаа без здрава дебата што се случува во општината и кои се фактички кандидатите. Така да мислам дека за да имаме здраво општество, мораме ние да јакнеме демократијата и плурализмот не е само за да се каже дека е украс, туку тој треба и да се практицира и да се спроведува. А на овој начин тоа не се прави. Како велите вие, овие барања не се произволни. Нашите предлози имаат меѓународна подкрепа. Подкрепени со препораки на ОПСЕ ОДИХР, стандардни на Венецијанска комисија, добри европски практики. Ние за секој од овие барања направивме амандманска форма, образложение и кажавме каква е меѓународната пракса. Меѓутоа, нашите барања кои што ги доставивме, посебно овие разработени како амандмани, кога ги доставивме до Министерството за правда, оттаму не извести министерот дека не сме задоцнеле, иако некаде не беа објавени рокови до кога ги прифаќаат барањата, предлозите од останатите субјекти. И меѓутоа тој вети, јас кажав и во еден друг медиум, вети дека ќе ги достави до работната група. Па ако работната група одлучи да ги разгледува, на милоста на работната група. Да, на работната група. Меѓутоа, ни тоа не се случи. Нека му служи на чест, што можам да кажам, меѓутоа пак ја речам дека ваквите состојби на непочитување на соиграчите, нели? Не води на добро. Зошто не иницирате средба со ОПСЕ, ОДИХР, со Европската комисија? Ги известивме написмено и очекуваме од нивна страна фидбек. Ги известивме. Да. Тоа е многу важно. Апсолутно да. И она што мене, например, многу ме чуди, е тоа што додека траеше кампањата за сите избори, сите партии ветуваат една изборна единица, отворени листи, не знам што. Сега, после неколку месечна работа на работната група, што не станува збор. Некој не ги спомнува ни отворените листи, ни една изборна единица, ни ништо. Наеднаш стана гласачите во диаспората најважни, иако, да речеме, на неиздржано решение, значи тоа може би треба некогаш да биде, а сега тоа е неиздржано. Тоа ниту е безбедно, ниту гарантира еднаквост на сите граѓани. Зошто тие да можат електронски, зашто ние да не можеме? Ниту пак гарантира дека без притисок, дека нема да има злоупотреби, дека секој ќе си гласа за себе и у свое име, без некој друг да го притиска. Имајќи предвид дека бевме сведоци и на возови и на пријавени на една иста адреса во центар, се сеќавате, мислам, многу и поминавме, не е еден изборен. Многу неправилности, така е. Нерегуларности, заради тоа, наместо ние сега да ги чистиме тие работи и сомнечи што создаваат недоверба кај граѓаните, ние сме сведоци на едно игнорирање и ароганција, би рекла. Тоа е ароганција, кој сте бе вие? А вие кој сте? Ма чекајте малце. Недемократско однесување. Заради тоа што
ако не сакаат демократски да разговараме на маса, сепак мислам дека ова не треба да го подценуваат народот. Затоа што народот ќе ја разбере нивната игра и ја разбира нивната игра. Тие што им се постојаните гласачи се принудени, условени на некаков начин, голем дел од нив, и заради тоа се случува, меѓутоа оние што не излегуваат на гласање, сметам дека тие имаат огромен потенцијал во себе еднаш кога да решат судбината на оваа држава. Да. Благодарам што бевте гостинка, Билјана. Ви благодарам за поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.